Радувај се зашто небесните се радуваат со земните. Се слушале, браќа и сестри, Свети Јован Златоуст дека вели да тагуваш со некого можда и не е голем подвиг, затоа што тагата на неколку причинува да тажиме со него, да го утешиме или заради други различни придобивки. Ама да се радуваме на радоста на другите, приличи само на оние кои се духовно возвишени. Така небесните се радуваат со земните. Зошто? Ке рече човек, што имаат небесните да се радуваат со земните? Заради спасението на земните, затоа се радуваат небесните. Небесните сили, кога зборуваме, тоа значи небесните, тие се радуваат несебично, затоа што ни се во поплот и Спасителот нас на земните. Тој е Спасител на небесните, меѓутоа тие го имаат и го познаваат како Спасител и Бог уште многу одамна, а ние го познавме пред 2000 години, дека тој е Спасителот и со нас се радуваат и небесните дека ние го познавме Него. Сте слушале, веројатно, и не треба да го повторувам тоа, дека обично народот вели, не во црковниот народ, не во црковениот, да му умре козата на комшијата. Замислите така да велат овие небесните сили за нас, да му умре козата на овие земни. Не, тие велат обратно. И тие се радуваат заради нашата радост. Нашата радост секако е небоземна, затоа што се воплоти нашиот Господ и Спасител. И што поголемо да имаме ние во овој свет? Може нешто поголемо да имаме. Нагледате колку драгоцен е мирот во овој свет. Ама има нешто подрагоцено и од него. Тоа е мирот кој го имаме со Бога. Тој ни дава смисла на живот. За таја смисла се радуваат небесните. Затоа што ние земите, како недостојни за таја милост, ја добивме милост. Додуше за милоста сите сме недостојни. Затоа и се вика милост, не е нешто по заслуга добиено. Меѓутоа го добивме заради пресветата Владичица Богородица. Затоа и сме благодарни. Затоа и пееме многу малку е ова што и го пееме. Многу малку. Таа е најопевана личност после Господа Исуса Христа во црквата. Меѓутоа каква и бели во акатистото, каква е химна да ти испееме, недостојна ќе биде за тебе Богородица. Зашто толку многу ни направи Богородица, тој да ја покажеме како израз на нашата симпатија кон неа е многу малку. Но доволно затоа што знае да ги цени тај нашите слабости. Затоа пред Светата Богородица не само што имаме за владичица. Владичица често пати може човек и страх да има од некаков си владика. Туку ја имаме за мајка наша. А мајка, пред мајка можеме да направиме се. Можеме да направиме и грешки, и слабости да покажеме. И милоста неизна секогаш да ја бараме. Затоа пред Света Богородица да рекуваме наша мајка, зашто токму тоа го остваруваме пред неа. Милоста на Пресветата Владичица да биде со сите вас, браќа и сестри. Особено до крајот на овој свет и чесен и великден Света Четириседмица и во Страстната недела. Да го дочекаме воскресението Христово, зашто толкому од овој ден се назира веќе воскресението. За кратко време, тоа значи 7-8 дена,
ќе го имаме цветници и после тоа страстната седмица, која веќе не се рачуна ни во светото 40-ница, туку е посебна недела, издвоена недела, недела на Христовите страдења, во која учествуваме сите ние. И не смееме да бегаме и да се плашиме, да бегаме од Христовите страдења. Зашто човек што учествува во Христовите страдења, тој ќе учествува и во Христовото воскресение. Милоста Божја да биде со вас, нека ве храни, нека ве чува сите дни во вашиот живот.